Вторник, 9 април, кратки вести во 12 часот. Охридјанецот Алпај Муфти доби втора шанса за живот во клиничката болница Аџи-Бадем Систина. По 77 дена во болница тој се врати дома во Охрид. Кобна сообраќајна незгода при која се здоби со сериозни повреди му го промени животот на младото момче. Охридјани во повеќе наврати и на различни начини се мобилизираа и покажаа хуманост на дело, донирајќи средства за помош во лекувањето на Алпај. Се чувствувам добро, во ниту еден момент не бев оставен сам. За мене се грижеа најдобрите доктори и медицински сестри во одделот за општа интензивна нега и на одделот за тораковаскуларна хирургија, како и на останатиот персонал, порача Муфти. Медицинскиот персонал од болницата Свети Еразмо периодов наназад учествуваше на бројни национални и интернационални конгреси. Докторите и психологот преку нивните презентации ја покажаа својата стручност и извонредност во работата. Медицинските сестри од одделот за анестезиологија и интензивно лекување присуствуваа на првиот едукативен конгрес наменет за нив. Докторите специјалисти одржаа предавање на повеќе теми како и приказ на случај, информираат од болницата. Охридските аеромоделари од клубот Охрид беа најдобри и ги освоија првите 3 места во категоријата F1B на првиот лига надпревар од календарот за оваа година, што се одржа на спортскиот аеродром Мало Коњари крај Прилеп. Во категоријата F1B модели со погон на гумен мотор, првото место го освои повратникот во клубот Михајло Арсенов, додека второто и третото место ги поделија браќата Александар и Петар Цветановски од Охридскиот клуб. Времето денес претежно сончево, дува слаб до умерен јужен ветер, максималната температура во Охрид до 22 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.